Почитувани, општина Газибаба веќе со години наназад има сериозен проблем со одржување на хигиената. Не се водело сметка за опременоста, одржување на зеленилото, како и урбаната опрема. Резултат од таа негрижа ја прави денешната лоша слика за хигиената во општината. Граѓаните ми ја дадоа поддршката за да направиме промени, да ги подобриме работите. Денес токму тие промени сакам да ги најавам. Газибаба ќе биде чиста и зелена општина. Вложуваме во подобра организираност на јавното комунално предпријатие Газибаба со цел подобро да ги завршува своите задолженија. Овој период обезбедена е нова опрема. Зголемен е бројот на сезонските работници. Обезбеден е магазински простор, а се подготвува и нов објект на јавното комунално предпријатие Газибаба со површина од 300 метри квадратни. Проблемот со водоснабдувањето го решаваме. Обезбедивме чиста здрава вода за пиење во сите населени места. Во Раштак ќе биде продолжена изградба на останатите 4 километри водоводна мрежа во долната зона. Додека во Булашини ќе биде извршена целосна замена на водоводната мрежа во должина уште само на 1000 метри должина. Со тоа ќе допринесеме за комплетно решавање на водоснабдувањето во населеното место Булашини. Страшници и Брњарци ќе добијат исто така нов водоводен систем. Чиста вода, како и водомери до секое домаќинство, за да се надминат проблемите од минатото за рестрикции, но и злоупотреба од нерационално трошење на водата. Дивите депонии започнуваме да ги отстрануваме. Од следната недела ја започнуваме втората голема акција за чистење на дивите депонии заедно со градот Скопје. Офатени се 8 локации на големи депонии кои ќе бидат очистени. Со опремата која ја набавуваме во јавното комунално предпријатие Газибаба, општината ќе може навремено да ги чисти и одржува сама каналите во општината, како и да ги следи и чисти локациите каде се лоцирани депониите. Општината заедно со јавното комунално предпријатие Нула отпад и Црвен крст подготвува акција за отстранување и навремено собирање на секаков вид директно од домовите на граѓаните секаков вид на отпад. Газибаба ќе биде почиста и позелена општина. Тоа е наше катче. Наше мало и сите ние треба да се грижиме и да го чуваме. Мораме сите заедно, бидејќи само така можеме да успееме. Чисти канали, зелени паркови, игралишта, улици и јавни површини, се она што заедно ќе го направиме и ќе бидеме горди за тоа. Тоа мора да го направиме за нашите деца. Како градоначалник и јавно комунално предпријатие ги повикувам сите граѓани да се вклучат во овој процес. Заедно да создадеме и да ја чуваме чиста и здрава општината за сите. Лошата организираност на ЕКП Газибаба од минатото, како и слабата опременост, беа голем проблем од кој не може да се справиме, за да може нашето предпријатие редовно да ги извршува своите задачи. Работници без униформи, без соодветен алат за работа, лошата организација и систематизација се само дел од недостатоците кои ги наследив по превземањето на функцијата. На целата територија на општина Газибаба беа ангажирани само 38 сезонци, што и tekako не е доволно да се покрие така голема површина. Предпријатието располагаше со само 10 тримери и едно тракторче за косење на тревата. Уште полошо е тоа што дел од граѓаните не беа информирани за постоењето на ова јавно комунално предпријатие. За таа цел, заедно со градоначалникот, започнавме процес за набавка на нова опрема во комуналното предпријатие, како би можело ефикасно да се извршуваат работните задачи. Набавени се 3 нови рачни косилки, 3 нови тримери и едно тракторче за косење на тревата, со кои зелените површини навремено ќе бидат средени. Во постапка е и набавка на униформа на работниците, како и набавка на еден багер, еден камион кипер и еден камион со дигалка, односно корпа. Со оваа механизација, комуналното предпријатие ќе може сами да ги одржува каналите, да ги чисти локациите каде што има депонии, како и побрзо да реагираме во однос на дрвата кои представуваат животна опасност за жителите на општина Газибаба.
Бројот на сезонски работници од 38 го зголемивме на 70, со подобра теренска организираност и покриеност на општината. Во склоп на ЈКП Газибава постои работилница за изработка на урбана опрема, односно корпи за отпадоци, клупи, мали фонтани, како и летниковци, и истата работилница е опремена со нов алат неопходен за работа. Ова урбана опрема ја поставуваме на целата територија на општина Газибава. За овие 4 месеци, со подршка на градоначалникот, обезбедивме услови ЈКП Газибава да стане функционално предпријатие. ЈКП Газибава денес е отворена за жителите на општината и е во постојан контакт со граѓаните. А од понеделник ќе биде активна и телефонска линија, каде граѓаните ќе може преку Вибер линија да пријават било каков отпад со слика и точна локација.